Еве сме назад во вториот дел од студиот од емисијата. Ако денешната гостинка ја представам со незиното вистинско име и презиме, можеби нема да ја препознаете, но ако ја представам како естраден уметник Нена Дулева, веќе знаете за кого станува збор. Таа по долга пауза повторно се врати на музичката сцена, ја прифати поканата да биде наш денешен гостин и да е дел од емисијата Утрински зрак, со цел да поразговараме за незиниот талент, незината музичка кариера и кои се незините планови за воиднина. Добро утро и добре ни дојде во нашата. Добро утро, ви благодарам на поканата. Значи баш ми е мило што гостувам тука, иако нели прв пат, ама се осеќам многу убаво и многу пријатно. Ви благодарам. Ти благодарам ете што дојдеш да прифати поканата. Ти си вокален солист веќе повеќе од 19 години како што ни откри. Так. Може ли еве да поразговараме за почетоците на твојата музичка кариера? Како се случи тоа? Па како се случи тоа? Значи јас како прво потекнувам од музичка фамилија. Значи татко ми е музичар и покрај него нели нормално растени сме како деца со брат ми со музика, со гитара, со друштво, со народ. И колку и да сакаш да го одбегнеш тој дел, не може. Значи музиката едноставно ми беше во срцето уште од мала. И почнав на некои 13 мои години, тогаш имаше емисии, вашите 5 минути и така. И таму земав награди, на Велес имаше Златен глас, во Македонија исто имаше Профест 96-та, така, 95-96 година. Освоив исто прво место на цела Македонија. И тогаш уствари решив дека јас сакам нели да се занимавам со музика, да пеам. Едноставно тоа што нели Господ ми го дал, некако да го одбележам, да не биде само така, значи пошто стварно многу имав голема поддршка од моите родители, од тато и од мама, огромна поддршка и до ден денес имам буквално за се. Некој ќе рече нели мајка, татко, нели нормално ќе те поддржат, ама тогаш во наше време не беше баш така. Значи музиката беше малку поинаку сватена кога се работеше за женски вокали. Но благодарение на моите родители јас изборив и стасав до некој си нели статус, до некој си име и нели нормално да бидеш, како да кажам, во нашата мала Македонија ценет и почитувам поради тоа што го работиш, конкретно со музиката. Мојот прв настап беше на како да кажам, неофицијален, да, така, на мои 15 години што тука наполнети, Цветници 97. Како се случи тоа? Како изгледаше? Дали се сеќаваш? Како? Па да, се сеќавам, знам дека немав никаква трема, тогаш се работела со група Сонце. Група Сонце, Љупчо Трајковски, Силчо Јованов, значи тоа се еминентни имиња од нашата музичка естрада, значи композитори, текстописци и они ме слушнале. Јас се работела тогаш со група Медиум од Велес и ме слушнале и стапија контакт со татко ми, нели бидејќи јас бев малолетна и дали може да се формира група, да, нели, со фестивали, на разни такви настапи на телевизии и на секој настап нормално татко ме придржуваше, пошто мене им беше и страв да одам сама. Знам дека кога испаднав да пеам песната Нека горат огнови и во универзална сала беше и јас ја отпеав како што си отпеав дома, значи без страв, без трема, дете што сум знаела, сега да ми речеш оди така, сега ќе биде подругот и сега на пример знаеш која одговорност ја носиш со самото исполнување на музиката, тогаш не сум знаела. И знам дека отпеав доста добро, бидејќи имаше многу јак аплауз, тоа нема никогаш да го заборавам. Маријана Мишева беше позади мене и чекаше да испадне да ја пуштат не да ја пуштат, тогаш во живо се пееше, имаше нели и музичари. Чекаше да излезе на она да пее, ама мене мора да ме вратат на бис. И јас, она ми вика врати се на бис, а она стои горе. А јас веќе излезена и викам каков бис, не знам каде треба да одам, што да правам. Јас знам дека само си отпеав и нели сакав да си излезам.
да отидам во публика за да ги слушам другите. Ама не ја сваќав кој ствари мојата улога тука. Врати се, и Маријана ми вика, врати се уште еднаш и поклони се. Не можам, вика, да излезам од има многу голем аплауз. И тоа цел живот ќе го памтам. Значи буквално е на толку прекрасно и убаво чувство. Но мислам прекрасно. Да, тоа е мојот прв почеток. Кога почна да се занимаваш со музика, односно ета, ако спомнай, твојот прв настан беше средношколка. Да, како прва година. Ете една паралела помеѓу музиката и учењето? Како наоѓаше време за да го направиш сето тоа, да го постигнеш? Искрено, ако кажам дека ми било лесно, значи ќе излажам. Значи не беше воопшто лесно, бидејќи тогаш имаше многу повеќе музички емисии. Немаше турбофолк или така, македонската забавна музика не беше толку популарна, беше популарна македонската музика. Значи беа по 4 до 5 фестивали во годината имавме. И тоа сето се одеше во Скопје, се снимаше, значи со жив оркестар, со 30-40 души пробуваш, значи не смееше никој да сгреши. Значи сепак многу голема одговорност. Се снимаш, одиш на телевизии, на настапи. Ми беше многу тешко, значи имав изостаноци од училиште, но бидејќи знаеа за што е, значи не се работеше за нешто лошо или за нешто, како да кажам, што не соодветствува со мојата возраст. И знае колку имам поддршка од моите родители и никој од моите професори не ми правеше проблем. Кога се работеше, пример, за денски на телевизија или за фестивали, и мене ми требаше, например, 2 дена претходно за јас да изостанам од школа, за јас да се спремам. Ама после тоа дупло учев, значи морав да се затворам. Да се затворам дома, и ако моите другарки тогаш излегуваа Ред Енџел, Тарантино или во Ас, во Бебе, кои беа други, нели, кафичи, јас морав да останам дома и да учам, да го надокнадам тоа што го имам испуштено. Така да кажам дека ми е малку криво што, например, тој дел, нели, немав едноставно, како да кажам, тинејџерски период, како што имаат сите останати тинејџери. Нели, од понеделник до петок си на школа, за викенд си слободен, си излегуваш со другарки. Јас тоа многу го немав. Но не се каам, значи повторно би го направила истиот избор. Затоа што кога го работиш тоа што го сакаш, нормално го работиш со љубов. Работа плюс љубов, тоа е веќе голем успех. Да, тоа е успех. Еве кога спомена, нели беше средношколка, каде, дали настапуваше некаде ти тогаш? Да, настапував, значи не секогаш, не секој викенд. Настапував, пример, повеќе гледавме да биде летно време и кога е јануари, периодот кога сме слободни. Да, кога сме слободни како средношколци, тогаш гледавме и имам настапувано, значи некои, сега ќе се надоврзам со едно друго прашање или така да кажеме на констатација дека повеќето вака водители кога сум била на емисија ме декларираат како фолк пеач. Значи јас никогаш не сум била фолк пеач, ја не сум почела со фолк музика. Значи ја кога почнав со забавна музика. Еден таков не еден настап, туку повеќе настап има во казиното во Југо, тогаш беше во Гевгелија. И тоа беше забрането за македонци. Значи забрането за македонци, строго, значи за странски државјани беше. И свиревме исклучиво, значи забавна странска музика. Јас имав 16 години, нормално со татко ми придржуваше и така да моите почетоци не се стрикно врзани само за фолк музиката, туку и за забавната музика. Кога беше после Цветници 97, тогаш снимивме и 4 па после 5 забавни песни. 5 забавни песни и во кои јас мислам дека самата себе си се пронедов, но тогаш пак ќе повторам како приеска дека забавната музика немаше толку голема експанзија. Како например што има денеска или од пред 10 години, така речено, почна забавната музика да се слуша, нешто ново, нели да се внесува од нашите композитори. Така да јануари, пример за нова година, секогаш гледав. Значи, откако сум почната да така речено да пеам од мои 15 години, никогаш не сум испуштила нова година, работна нова година, дури
пред 2-3 години, 3 години или кога правев пауза, дури не ни знаев што да правам за Нова година. Значи јас не сум, да, не бев навикната што би правила за Нова година, освен ако не настапувам и пример да не ги забавувам другите. Така да тој период цела, значи додека завршив до 4-та година, значи гледав некако да ускладиме, значи летото или зимото да има баланс, да не бидам нонстоп по свирки, по тезги, значи пеев и свадби, како ќе кажам тогаш, значи работеа повеќето ресторани во Велес. Сината сала, официрски, розе сала, пензионерски и така да имавме настапи петок, сабота, недела, джипунот. Значи петок, сабота, недела, најтешко им беше недела, додуше тогаш нели се работеше до 1 часот навечер. И беше во недела, ако например понеделник бидам прва смена за наш школа, тогаш ми беше проблем. Нели додека се вратиме дома, додека си прибереме нели инструменти, па додека се средиш, те фатило 2 саатот навечер, а се бале треба у 6 да станеш. Луѓето тогаш што сака да слушаат најмногу? А тогаш во тој период? Да, во тој период. Тогаш што беше, се свираше? да, тогаш 97, значи 98, тогаш почна во Македонија да влегува така наречениот турбофолк, односно дојде еден бран на Цеца, на Драгана Мирковиќ и наметнато од нашите соседи. Да, но пак ќе кажам не е наметнато бидејќи секогаш народот има право на избор. Значи, тргнувајќи од самата себе си, јас имам право на избор што сакам да слушам и што сакам да гледам. Дали ќе слушам, тогаш се свиреше грчко, српско, значи турско, босанско, буквално се. Српско забавно, стари песни, нови песни, значи рок песни, македонски песни, фестивалски песни се свиреа нонстоп. Сега, например, многу е потешко да слушнеш фестивалски песни, затоа што и немаме нели многу фестивали, ограничени сме. Тогаш се свиреше се. Буквално се. И немавме никакви забрани, некој да ти забрани, значи немаше политика во песните, во музиката. Значи, беше право на избор. И на сите им се допаѓаше затоа што без грчко не можевме да поминеме. Значи, без сиртаки, без грчки неколку си песни, немаше теорија да се помине една вечер. А, например, денеска, нели, како што се измешаа разни политики, српска, грчка, бугарска, значи многу поретко се свири. Еве, кога сме веќе кај почетоците, дали ти имаш завршено некое музичко училиште или пак сама го негуваше или го пронајде твојот талент? Како се случи тоа? Така, добро прашање. Ева нешто спомна, но... Да, не. Значи, требаше, се запишав во Штип на академија, не на академија, извини, на средна школа се запишав, но имаше еден услов да не ми ја признаваат цела прва година од гимназија, пошто ја бев математички смер, не ми ја признаваат цела, требаше така речено да оставам, значи да повторувам и повторно наново од прва година да се запишам. Јас бидејќи бев одличен ученик, со сите петки, за мене тоа беше несватливо. Како можам јас да, како и зошто, само за да го школувам мојот глас. И татко и мајка ми навистина ми вршеа притисок, ме убедуваа за да го школувам мојот глас, бидејќи татко ми има исто школуван глас, брат ми го школуваше неговиот глас, брат ми има и академија завршено, музичка и се, а јас реков не. Значи мене тоа ми го дал Господ и колку додека он одреди дека јас ќе пеам, до тогаш ми го чува он гласот. И јас нема потреба да го школувам мојот глас. Да, има потреба, но не толку многу, бидејќи сметав дека бев на некоја си средина. Сакам да учам нешто друго и сакам нешто друго да научам од животот. И затоа се вратив во гимназија. Значи не продолжив во Штип, во музичката школа, се вратив во гимназија и така. Значи сепак доста некако талент кој што ќе го искористиш. Да, кој ќе го искористам, како што кажа ти, да го продадам својот глас. Точно, да. Но не дека не сум одела на часови, значи кога имав некои така да кажам по-тешки настапи, одев кај Милка Евтимова, значи во Скопје, одев кај Милка Евтимова и она баш тој период ми забрани да пеам свадби, за да можам дома да мирувам и само додам на вежбање. Значи, па да речем, отприлика имам некоја си школо, например, или хармонија сега. Значи, не знам да свирам, но знам буквално, знам да ги читам нотите, значи тие работи, тоа од татко ми го имам. Пошто со татко ми дома вежбав. Така да, тоа е тоа. Еве, кога издаде твојата прва песна, како се случи тоа? Која беше таа, со кој се имаше соработка
и да ни раскажеш нешто повеќе околу тоа. Мојата прва песна, како што кажав, беше мојот прв настап на Нека горат огнови, Цветници 97 година. И тоа беше таа соработка, значи со нив. И после со нив снимавме многу други песни. Значи, премногу песни. Така да тогаш беа фестивалски песни. Значи снимаш песна и излегуваш на фестивал. Тоа се пример моите први песни. Значи Цветници, Валандово, Тетовски фолк фест. Кои други фестивали? Охридски трубадури. Значи сега вака Тоа ми беше прашањето дали имаш учествувано и на покрај тој првиот настап и на други фестивали. Да. На кои се фестивали имаш учествувано? Па на сите овие што ви ги Знам дека набројав, се многу. многу се, да, значи сега вака јас по години не можам да ги памтам, бидејќи како што кажав и преска, тоа е година за година. Секоја година имаше по 3-4 фестивали. Значи Цветници првен беше, па Валандово, па Тетовскиот фестивал на горе на Лешок. Па после идеше Охридски трубадури, после беше Евросонг забавниот фестивал. Значи така, 4 фестивали ги има во годината кои беа народни и петиот беше забавниот фестивал. Значи таму секако настапав со забавна песна. Еве некои награди, дали имаш да да ни откриеш? Да, ете Серенада во Битола. Еве сега како ме потсетуваш, како ме потпрашуваш, така јас се потсетувам, да. Имам награди добивано. Една од најдрагите награди ми е наградата за интерпретација, тоа што секој пеач кој ќе освои таа награда му е, нели, како да кажам, некое си ниво кое веќе го достигнал. На Серенада во Битола пеев многу тешка песна, значи Серенада, мислам дека беше на Ванчо Димитров, ако не се лажам. Многу тешка песна и многу захтевна. Нешто во стилот како Зајди, кажи чешмо стара. Имав многу убав стајлинг, така со плетенки, со долга коса, нешто така. Ко не народна носија, народна носија, ама во современ стил, ко некои си пантолони, нешто така интересно. Многу вложував, значи, во сценскиот настап. Да, традиционално, бидејќи песната беше таква. И добив награда за интерпретација. И тоа ми е една стварно многу драга награда. Друга награда ми е на Евросонг фестивалот, забавниот. Второ место од жири. Со како се викаше песната сега не ми, значи еден куп песни сега се обидувам да се сетам. Од толку многу настапи и толку многу. Да, за неа не плаче небо, така некако беше, да. Така некако беше. Тоа е 98 година. Така да нека ми простат композиторите ако ме слушаат, што не ги знам имињата на сите мои песни. Значи, со оглед на тоа дека 19 години, еве ако ги одземам овие 3 години што правев пауза, мада сепак во континуитет, сепак сум пеела, иако не сум била активна по телевизии, 19 години, кога снимаш песни, значи, не било една песна во годината, ама да речеме дека било минимум по 2, по 3 песни во годината, а биле повеќе, значи тоа се стварно многу песни. Дали тоа се твои лично песни? Мој. Значи, првите 11 песни беа заеднички со групата Сонце. Значи, со групата Сонце беа заеднички и они ги пишуваа песните. Значи, имавме композитор, текстописец, Борче Нечовски беше тогаш текстописец на повеќето наши песни. А сето тоа, после 11-та песна, значи сето тоа се лично мој песни. Колку, еве, ако се сеќаваш, знам дека се многу... Искрено, значи не знам. Дали тие се издадени и сето тоа или? Не се ставени се на CD, ама ставени се само 15 песни на CD. И сега сакам да направам како една ретроспектива наредната година, здравје Боже, да направам сите песни што сум ги снимала. Значи буквално сите, да, на едно мултимедијално CD да се направи. Сега тоа колку песни ќе бидат не знам, ама мислам дека се над 30, сигурно има над 30 песни, ако не и повеќе. Да, минимум 30, минимум 30. Кои се жанрови имаш снимано?
Значи, дали е таму поп, фолк, народна или забавна? Значи има и забавни песни, Имам песни и на татко ми, исто забавни народни песни, исто и он нели композитор. И од него имам неколку песни. Значи само ќе надополнам, сакам да направам нешто. Има една песна која ја преработив, Стани моме. Сега сакам да ја преработам подрум ода мајче, ама да ја направам не буквално етно стил, но нешто така, нешто со флейти, со кавали, значи па да биде традиционално, значи тоа ми е замислата и се надевам дека за 20 годишнина кога ќе обележам наредната година, дека ќе успеам сето тоа што го имам подолго време го складирам во моите мисли, едноставно нели тоа што го чувствуваш, што го осеќаш и плюс некои нови песни од татко ми, сакам сите бар неколку, бар три кои ги има сега, мислам прекрасни се, демо снимките ги слушав се совршени и сакам и тие да ги ставам и да биде нешто како да заокружам за 20 годишнина моето постоење на музичката сцена. Да. Еве покрај тоа што пееш сама, имаш соработки со музички групи. Да. Каква е твојата соработка, со кои се имаш? Еве настапувано, соработувано и каква е вашата соработка, дали е позитивна? Така, да. Па во принцип 99% е позитивна соработката со повеќето групи со кои сум соработувала. Тоа ми е искуство од, па ќе кажам од татко ми, он беше многу голем водач. Значи, група со која соработувам и како почев од лани или пред 2 години, така ќе му дојде, се групата Коктел Бенд, значи од Велес. Со нив доста соработувам, имавме многу и свадби, и свирки, настапи на телевизии. Значи, со нив така планиравме некои снимки, така нешто. Ама сега се затаивме по мразов сите по дома, нели заседнавме. Така да, со многу групи, значи, не знам кој би ги издвоила група како група, за да ги кажам дека соработувам, пошто... Дали начето си била само со една или па со повеќе? Не, со повеќе групи. Значи, сум била со групата Сонце додека бев и неофицијално претходно нели група Медиум кога бевме велешки бенд, тогаш да бев со нив. Но после 18 години, продолжив сама и работев со многу бендови. Буквално, значи мислам дека немаше бенд од Скопје, од Штип, од Охрид, од Велес, да, со кои немам соработувано. Еве, кога спомнавме веќе настапи бендови, сакаме да споменеме дали покрај тоа што се настапувала во Велес и во Македонија, каде сте надвор од границите на Македонија имаш настапува? Имам вака, значи... И како се случило сето тоа? Побично нас на пејачите, така да се изразам, ни се јавуваат на телефон, например, дали сакате да гостувате, пример, во таа црква, еве конкретно Америка кога бев, дали конкретно од црквата или Свети Илија или Свети Димитрија да гостувате, пример, за тој празник или за 8 март или за некој си нивен празник на нашите македонци. И си бираш бенд, си кажуваш дали имаш бенд од Македонија, ако немаш, значи дали од таму, ама ние преферираме пејачите да одиме со бендови од тука. Од тука бидејќи се осеќаме поспремни, значи напукани така со репертоари, таму одиме растураме. Да. Пардон. Имам Америка, значи имам одено и тоа таму бев 9 месеци. Значи 9 месеци бев во Америка, мислам дека ги шетавме скоро сите држави. Имавме настапи од Нью Џерси, значи до горе, до државата Нью Йорк, до Рочестер, Охајо, на Детройт, значи Чикаго, Колумбус, Кентон, Пенсилванија, значи буквално низ цела Америка тогаш имавме настапи. Колку време траеше тоа? 9 месеци. Таа турнеја, да речеме. Да, таа турнеја беше 9 месеци и пошто ние имавме виза за цела година, работна виза и можевме, нели, тоа ми беше првиот пат, значи на мои 20 години заминав за Америка. Тогаш го прекинав и школувањето, запишано на педагошки факултет во Скопје. И го прекратив школувањето, нели, за да можам да додам настрана. Да, и тоа ми беше првото излегување. Знам дека кога одев
во авионот кога летав, 20 години имав, многу плачев. Што никогаш не бев излезена од дома и не знаев каде одам, значи одам со непознати луѓе, Долг пат. долг пате, со Божо од Елита од Битола. Со нив одевме и ми беше многу тешко. Многу тешко, значи буквално додека стасавме до Франкфурт, ја 2 сати плачев во авионот. Да, но после тоа веќе кога стасав во Франкфурт и веќе кога стасав во Америка ми беше друго. Да, значи Друг тоа беше свет. 2004, цела 2004 година. Да. Ева да ни издвоиш некој поинтересен настап ако се сеќаваш. Од моите настапи во странство, Америка, Австралија, кога Можеби сум да, била. да. Па што знам, Какви се луѓето таму, мислам македонците што се таму за кои наставуваш? Што сакаат тие да слушаат? што сакаат да Дали слушаат? сакаат македонска традиционална? Сакаат македонска традиционална Од таму каде што песна, потекнуваат да да. си ги слушнат своите? Ете така. Значи, бидејќи има од Битола, има од Охрид, има од разни други градови, на пример, од Скопје, ама претежно се Битола, Струмица, Охрид. Значи, во Америка се од Охрид и од Битола повеќе застапени, сега може малку измешано. Швајцарија се повеќе од Струмица, од тој дел. И така да они си сакаат, значи, ние кога одиме како група, нели? И знаеме нели каде ќе настапуваме и знаеме од прилика од кој дел се македонците и можеме предвреме да се спремиме нивните песни. Затоа што се повеќето нели од селата тука биле, значи што се излезени пред 30, 40, 50 години и кои ќе ископаат некои песни, некои стари нивни, да, ама се спремаш. Значи они сакаат да слушаат нашата македонска музика. Значи и многу им е убаво. И многу они се осеќаат убаво кога ќе отидеме таму, они не гостат. Значи буквално сакаат кај секого да отидеме. Да дојдете кај нас на ручек, кај нас на вечера, дома да ве угостат. Значи нив им е многу мило. Значи со самото тоа што ние како ние им го даваме како да се изразам. Ние им го даваме тоа што нив им треба. Значи со тоа што оние слушаат нашата песна, македонската песна, Сепак се потсеќаат. они се потсеќаат и нив им е тоа за нив нешто, не знам, некоја љубов. Се враќаат на минатите години, ги фаќа носталгија, па ние Како тогаш и било тогаш, во да. минатото. Значи секогаш се истите моабити со македонците таму, значи од таа страна и се секогаш гостопримливи. Значи јас до сега не сум сретнала наш македонец, на пример, да не пречека бенд македонски или пеач или пеачка. Значи тоа никогаш не било и мислам нема ни да биде. Значи без разлика дали кога сум била во Америка или во Австралија, Нов Зеланд, значи Швајцарија, Германија, Италија, Холандија, значи каде и да сум била, они се секогаш со раширени раце. Значи за ништо не смееш за џебот да се фатиш, дали ова ти се јаде, дали тоа ти се јаде, па ти на крај се срамиш, си викаш теле. Да, мислам буквално каде и да сум отишла секогаш, значи не само јас и бендови со кои сум настапувала од Македонија сите биле така убаво пречекани. Ете, споменавме на почетокот дека подолго време те немаше на музичката сцена. Да. Зошто? Што се случуваше? Како и секоја жена, значи како и секоја девојка, се омажив и останав бремена. И додека некои мои колешки, значи можеа да пеат додека се бремени, јас пеев до третиот месец во бременоста, со првата бременост. Имам 2 дечиња и правев пауза од 3 години. Од 3 години и буквално им се посветив, значи, на моите деца, на фамилијата, на нив. Да. Пардон, Сепак да се напијам водичка. Не е проблем. Сепак паузата беше заради децата. Да, за убаво нешто. Значи, јас посакувам секој тоа кој го нема нели доживеано, да се го доживее. И не жалам што, така речено, ја жртвував мојата кариера баш во моментот кога беше во, како да кажам, во поголем ек. Значи, бев достигната на некој ниво каде што бев многу барана како естраден уметник. Имав разни, значи, гостувања по странство. Значи, можев да бирам каде настапувам, со кого сакам да настапувам, каде не сакам, за која цена јас сакам. Но не жалам. Значи, не жалам. Знам дека сега можеби ќе ми треба подолго време за да се вратам назад. Да, заради тоа што имаше секаква спекулација, не на веќе, не пее, откаж од кариера, веќе нема. Да. И многу други, кои ќе ме видат,
Викаат, ама зар ти пееш? Или пример на свадба пеам, ама зар ти пееш? Да, пеам, викам, зошто не би пеела? Ама ние така знаеме, ние така слушнавме, народ ко народ, нели? Секогаш ќе си кажат нешто понивно, а бидејќи ако не те гледаат дека си веќе на телевизија и мислат нели дека не планираш тоа да го работиш. Кај мене во мојот случај не е така. Значи јас планирам ова да го работам, сега до кога и како не знам, но само едно знам дека јас никогаш нема да престанам да пеам. Никогаш. Значи никогаш нема да престанам да снимам. Порано додека не се омажив, додека не се породив, значи навистина снимав минимум по 2 песни во годината. Значи обавезно имав нешто ново. Една зимна, една летна, но сега гледам дека тоа и не е толку важно од други причини, затоа што тоа е веќе друга тема, пошто немам каде да ги пласирам и немам потреба нели за да снимам за сега нешто ново, освен ако нели нешто се смени, па за да имам каде јас да вложувам, пошто џабе би вложувала сега кога немам тоа каде да го пласирам. Например, како еве денеска во конкретнава емисија. Значи јас разговарам како мене ми е пријатен разговоров, се е супер, но поради некои други правила, јас не можам, значи моите песни да си ги сега овде да застанам, да си ги отпеам и да народот, например, додека ме слуша како зборувам, можеби некој ме заборавил како пеам, па можеби некои нови луѓе и сакаат нели да слушнат како пеам. Да. Така, тоа. Значи не жалам што останав 3 години дома, што бев со дечињата, значи на многу мала разлика ми се на година и 3 месеци, исто буквално ко близнаци да се. Еве ти во неколку прилики имаше можност да ги запознаеш, да видиш. Нека се темпераментни. Да, ја викам нека се живи и здрави, ама се навистина многу темпераментни. Па впрочем денеска сите деца се темпераментни и така кога ти дадеш малку повеќе нели да им попуштиш и они ти се качуваат на глава. Како реагираат тие на твојата музика и на песните или еве кога ќе те видат на телевизија? Па искрено на почетокот беа збунети. Првен Јордан, значи он беше буквално збунет. Не можеше да гледа како јас можам да бидам и на телевизорот и дома во истовремено. Да, тоа му беше чудно. И ми вика: "Мама таму, мама тука. Мама таму, мама тука." И вака гледа, па ќе застане, па ќе дојде до мене. И така тоа беше, што знам, со Јана беше подруго. Со Јана кога ме виде, веќе на YouTube, нели почнав да им ги пуштам нели моите видеозаписи, нели снимки, песни кои ги имаат ставано нели повеќе и продукции, и колеги, не знам, обични луѓе. И им беше интересно затоа што тогаш почнаа да разбираат дека јас пеам. Ајде мама да пее на YouTube. Ајде и мама ќе пее, ајде сега ќе играме. И они скокаат, они играат, не дека значи ја не сум била активна овие 3 години со музиката. Сонив дома сакала, не ќела бев активна. Од домашна атмосфера повторно музика. Интересно им е. Значи зимаат нешто, било што микрофони и пеат. И пеат со мене и они пеат и така. Така да се многу смешни, не се тргаат од телевизорот. А исто и нивните другарчиња, значи, нели сега овој ми е таков период кој се дружам повеќе со мајки, нели, со дечиња. Значи, имам една пријателка и незиното дете, значи Даријан, кога имаше 3 години, буквално цела Стани моме, тогаш само што ја преработив, ја пееше Стани моме цела, од почеток до крај. Значи, му имав CD едно дадено и сите мои песни, не само Стани моме, сите мои песни и другарка ми вика: "Те молам некако CD-во, некако да го земеш." Значи, ја да си ми другарка, па по цел ден само тебе те слушаме. Не смеам радио да пуштам, не смеам ништо друго. Убави песните. Сега таа истата другарка има второ малечко, значи Јоанче, истата приказна, значи како што беше со Даријан, така и со Јана. Значи, кога се дружат они четворката, не напее, они сите играат, а ние двете мајките си пиеме кафенце. На рад, да. Така да не само моите деца, значи и дечињата на другите кои ме знаат, реагираат во секој случај позитивно. Значи и мило им е, и убаво им е, некои например така ќе се срамат, ама во секој случај ми е многу убаво. Еве, причината поради која што си тука е издавањето на твојата нова песна. Дали ќе откриеш нешто повеќе пред камерата на КР? Така. Па сега јас пред малку несвесно се испуштив, кажав дека сакам
сакам да направам, значи, некоја сакам да направам добра преработка на Подрум ода мајче, што е старата македонска песна. Но имам песни од татко ми, песни кои он ги компонираше. И тоа е уствари тоа што сакам јас да го направам, да ги снимам, значи не една, туку неколку песни. Пардон, премногу зборувам, требаше музика да пуштам. Требаше музика. Да. Повеќе сме навикнати на пеење, На пеење, да, отколку на зборување. Тоа е нешто што сакам да го направам. Значи, тоа е мојот план за оваа година и за наредната година. Само, како што кажав и претходно, додека не се стабилизира малку, нели, ситуацијата со да се одредат, нели, правилата од ЗАМ, до тогаш не би сакала да снимам, затоа што, нели, и да снимаш ќе ти остане во фиока дома, ќе нема каде да го пушти, значи ќе треба да го пласирам по YouTube. Значи ја така не сакам да си направам, значи, убава презентација, бидејќи сепак се работи за прекрасна песна, значи не една, туку 3 кои буквално си ги бендисав и му реков тато, овие се мои песни, и кога ги слушав на демо снимката, значи буквално вака само солзи ми течеа. Сепак од татко ти ќе биде. Да, од него ќе биде. Со негова соработка. Да, со негова соработка, да. Сега, значи, негов текст, само аранжманот, ќе видиме кој ќе го направи аранжманот. Може да го направи Драги, може Дамир Мери, значи за тоа потом ќе видиме кој ќе го направи аранжманот. Сепак така. чекаш за издавање? Да, чекам. Значи чекам. Сега тоа дали ќе биде во текот на оваа година, се надевам, нели, дека ќе биде во текот на оваа година. Заради тоа што се е спремна и... Да, буквално е спремно. Значи, песните се спремни, демо снимките се веќе готови. Значи, само да се влезе во студио и да се снима. Што мислиш ти околу прашањето што недостасува на македонската сцена? Како ти гледаш на тоа? Моменталната ситуација околу музиката? Моменталната ситуација околу музиката е буквално... Еве новите изданија од македонските пејачи. Што мислиш, што недостасува? Не недостасува ништо на македонската сцена. Значи, на македонската музика не и фали буквално ништо. Значи, на самата, како да кажам, македонска продукција на македонските куќи, значи, нас ни фалат повеќе музички емисии. Точно, значи, јас се сложувам со тоа да, нели, се одредат некои, како да кажам, правила под кои јас би била заштитена како автор или како пејач, како текстописец. И јас знам дека имам нешто со тоа, дека јас таа песна, например, ако сум ја изведувала сега, ако сум ја пела, никој не може да ја копира. Но не се сложувам со тоа да мене некој да ми забрани, затоа што јас сум го платила, јас, значи, текстописци, нели, аранжери, студио, ремикси, значи, музичари, јас сето тоа сум платила, а да не можам да го пласирам. Значи, нас во Македонија ни треба единствена музичка продукција. Значи, тоа е нешто што недостасува. Значи, на македонската музика ма буквално ништо не и фали. Па посебно и на ново компонираната. Некои ќе кажат, нели, што има мои колешки, ајде, кеш или вака нака или се зафркаваат. Но истите тие кои тоа го зборуваат, кога ќе отидат, например, во некоја кафана, во некој ресторан, значи, тие истите првен на Хабиби од Азис почнуваат да играат. Значи, се насмеа, значи, ме разбира зашто сакам ти кажам. Исто и јавноста ќе ме свати. Значи, така да, нас ни фали музичка продукција. Една телевизиска куќа која ќе ја застапува исклучиво само музиката, македонската музика. Ете така. Значи, место каде што јас ќе бидам сигурна да можам да снимам. Значи, не комплетно како телевизиска куќа, значи музичка продукција. Каде што ќе бидеш заштитена? Заштитена каде што ќе бидам. Значи, во ред, еве сега знам сакаат да постават, нели, некои правила. Во ред. Сите ние сакаме да бидеме заштитени. Сите ние сакаме да имаме грб. Порано кога бевме како солисти, ние имавме членски книжки, картички, значи ова е пред 15 и кусур години. Татко ти сигурно, нели, за тоа знае. Каде што ние бевме декларирани како, нели, пејачи, вокални солисти, естрадни уметници. Значи, без таа книжка, и ако дојдеше некој во ресторан, значи ти пееш, значи не си станала од столчето за да пееш или насвала, туку имаш доказ и затоа плаќавме членарина годишно. А сега немаме ништо тако.
Сега буквално немаме ништо. Значи немаме осигурување, немаме здравствено. Точно и тоа прашање, да, дека немате ни осигурување. Немаме ништо. Значи ние работиме буквално на црно. У некоја сива зона. Значи сите работат така, повеќето, освен или кога се работи за пример или за свадби, значи не да се запре македонската музика, туку треба првен да се влезе длабоко во коренот, да се направат, да се постават некои одредени правила кои ќе можат сите да ги почитуваат. Ме разбираш или што сакам да ти кажам? А не они сите сакаат на пример да ги следат тие правила, да не се пласира македонската музика никаде, а уствари не прават ништо за тоа. Значи не ми даваат ништо со тоа. Значи јас што можам да изгубам ако овие 3 години не сум се појавила на телевизија? Не можам ништо да изгубам. Значи мене народот како народ ме знае. Значи повторно ќе ме викнат на свадба да им пеам, на некој концерт, значи повторно ќе ми се јават од пример еве конкретно сега од Швајцарија, од Германија, значи наредно што треба да одам. Значи ќе ми се јават, ќе стапат контакт со мене преку социјалните мрежи и јас повторно ќе пеам, значи јас нема да изгубам ништо. Јас губам во делот каде што јас како пеач не сум заштитена. Не можам да ги оправдам во УЈП, значи моите пари. Значи јас немам никаква документација за тоа што сум јас. Например, еве ако сакам да купам кредит, сакам да купам стан. Јас например имам кеш, ама ми фала да речам еве прилика 5000 евра. Сакам да земам кредит, јас не можам кредит да земам. Ако например имам 20.000, ама ми фалат уште 5. Затоа што не сум осигурана, затоа што јас немам грб, мене никој не ме поддржува. А кога Македонија би имала музичка продукција како куќа, која ќе ја застапува, која ќе ја негува македонската музика и која исклучиво само таму, нека има 20 студија, 20 студија кои ќе бидат лоцирани, значи строго во таа куќа. И сите таму ќе одат да снимаат, сите таму, значи од таму ќе се тргнува работата, од таму ќе биде почетокот и крајот. Дали ме разбираш? Да, се надеваме дека така. Ете тоа ќе се случи. Тоа да се случи, не верувам да се случи тоа во блиска иднина, затоа што за тоа треба многу, како да кажам, за тоа треба многу голема храброст за тоа некој да го направи. Например, истите тие ги имаат Pioneer, Планета телевизија. Ете што мислиш ти за тие емисии што се појавуваат во последно време, што луѓето навистина многу ги гледаат? Ја мислам дека е супер. Затоа што нешто ако немаш ти дома го бараш настрана. Значи тргнувајќи од самата себе си. Значи јас немам тука каде сега да се представам со што, јас ќе одам во Србија или во Бугарија. И таму ќе се представам. Јас мислам дека тие емисии се супер, без разлика колку од моите колеги ги критикуваат тие емисии. Зошто? Зошто да ги критикуваат тие емисии, бидејќи ние имаме толку талентирани музичари, пеачи, композитори, конкретно значи пеачи во случај по последно во ова што беше со опера и балет, значи со јас имам свој талент. А јас сум се зачудила ние какви деца имаме. Како пеат. Значи тоа е само поцелно да ги слушаш. Или овие малечкиве пинкови звездички, грандови звездички. Тоа звезди. Значи за малите. Па тоа е, да. Значи тие емисии такви што му треба на нашиот народ. Значи тоа јас имам талент, мислам дека. Да, па сега што беше јас имам талент, да, со нели одме им дадоа на сите вработување без разлика на нивната возраст. Не само на сите финалистите што беа во потенкиот круг, 9 души мислам беа и мали дечиња, значи одма да работат во македонската опера и балет. Значи кога ќе имаат они театарски представи или било што, или нешто што треба да се отпее од нив, они да бидат. Значи треба да има повеќе такви емисии. Зошто? За ние да се откријат талентите и ние да си го задржиме тоа што го имаме, а не нашето да бега надвор. Значи зошто некои си, на пример, како што има мои колеги отидоа на шоу да се представат во Грант. Затоа што Грант е музичка продукција. А ние во Македонија немаме музичка продукција. Одиш за Грант, значи можеш комотно да речеш јас сакам да снимам песни, и некој ти рече да, нема проблема, ама ќе снимаш на српски, пошто ние сме српска продукција. Ќе те кошта толку и толку, ти имаш толку и толку видеозаписи, 10 песни, 3 видеозаписи и нема проблеми, ти си звезда. Кога сите ние би го имале, значи музичарите, пеачите, композиторите, тоа овде во Македонија, зошто јас би одела на некое друго место да пеам на некој друг јазик, кога би можела да си го негувам македонскиот јазик? И затоа мислам дека тие емисии, колку сите да ги критикуваат, сепак се добро, затоа што
славата се качува, рейтингот ти се качува, гледаноста ти се качува. Значи сепак ние не работиме само во Македонија, работиме и настрана и затоа мислам дека тоа е супер. Оти тие емисии гледат буквално и нашите македонци во цел свет. Еве се надеваме дека таа ситуација ќе се подобри во иднина. Да, да. Еве се приближуваме и кон крајот на разговорот. Малку ни се. Малку ни се. Разговаравме за твоите планови, Добро. за твојата песна Еве. Да. Што е следно како заклучок на оваа емисија? Покрај тоа што ги спомнете песните. Така. Кои се твоите планови во иднина? Кои се моите планови во иднина? Па моите планови се да не останам на тоа што сум. Значи да не останам на тоа што сум. Значи без разлика на музиката и на тоа што сакам нели да го направам, да го постигнам нели што зборувавме во претходно. Многу сакам како човек да се надоградувам и на други полиња, на повеќе сфери. И така да планирам и нешто друго. Значи сега ме вика за Швајцарија да одам во март месец. Да ти видам може Швајцарија или Германија април, така да здравје Боже ќе видиме. Ако ќе се вратам потом нели за снимање на нови песни, се надам дека ситуацијава ќе се смени. И како една порака до како да кажам до оние Кои што сакаат да се занимаваат со музика, да се занимаваат со музика. И не само со музика, значи се она што ги исполнува и што ги прави среќни или кон што осеќаат љубов, така. Например, како ја како мала бев со чешелот цело време вака, значи пеев или со дезодорансот, парфемот на мајка ми. Така да, ако имаат желба да пеат, нека пеат и нека не се срамат. Затоа што музиката доаѓа од душата. Буквално Виолета Томовска што викаше, кој пее зло не мисли. Ако сакаат да пишуваат, нека пишуваат. Балет или било што, во ништо значи да не осеќаат пречки. И сето тоа е најважно да го работат само со љубов. Доколку нема љубов во нивната работа, да прекинат да го работат, затоа што ќе нема успех. Точно. Еве јас ти благодарам премногу што беше дел од нашето студио, можеби уште време ни фалеше да поразговараме. Ни фалеше, бога ми, да, наредниот пат плюс уште саат време, да. Кога ќе излезеш твојата песна, се надевам дека ќе не поканиш. Обавезно. Дека повторно ќе присуствуваш и ќе бидеш наш гостин, да промовираш. Се надам дека ќе оствариме повторна средба во иднина. Ви благодарам на поканата, секој е добро на вашата телевизија, значи навистина е прекрасна и се надевам така уште многу долги години да обстанете. Благодарам.